уникатни, декоративни, рачно изработени и персонализирани постери кои што може да го красат вашиот дом и ќе означат некој важен момент, важен почеток. Дали станува збор за новороденче, дали станува збор за некаква прослава, дали станува збор за тргнување во училиште, за дипломирање, магистрирање, завршување на училишната година и се она што сакате да го увековечите и да остави траен печат. Токму Тамара Петрушевска ги изработува ваквите постери кои што можат да бидат персонализирани и по ваша желба. А што е финес и како настана финес, ово утро ќе дознаеме токму од Тамара. Ќе ти посакам добро и убаво утро, Тамара. Ајде да ги запознаеме гледачите што е финес. Добро утро, пред се сакам да ви се заблагодарам за честа и навистина ни е баш задоволство што сме дел од вашата утринска програма и што можеме нашиот мал бизнис, онлайн бизнис да го представиме на вашите гледачи, на вашата поширока публика. Фине, самиот збор потекнува од стариот француски јазик и само слогот тогаш фин значи умешност во детали, префинетост, елеганција. Потоа некаде во 16-тиот век навлегува во англискиот јазик и не стои само како збор, туку како еден целосен пристап за нешто што е изработено со многу внимание, труд и љубов. Така да тоа некаде и нашата визија, па токму затоа го избравме овој збор да е синоним за нашиот мал бизнис. Да, токму такви се и вашите изработки со многу детали, уникатни, персонализирани. Што се изработува, што се можете да направите, што се содржи колекцијата на Финес? Благодарам. Нашите идеи буквално се неограничени и може да бидат најразлични. Самите клиенти се бираат што сакаат да изработат. Најчесто ни праќаат одредена фотографија како нивна инспирација што не пронашле негде и сакаат да направат таков постер. Можете исто така да разгледат на нашата страна некој модел од таму ако им се допаѓа. Ние сме навистина отворени за различни идеи и некако кога тие ќе ни раскажат нивната приказна за што всушност е наменет тој постер, некако тоа станува нашата креативна насока и ние сме само тука да им ги исполниме нивните желби, за да на крај тој дизајн излезе како што тие го посакуваат и го замислиле. Нашиот бизнис го започнавме некаде во март во 2022 година и со мојот партнер додовме на идеја што можеме да создадеме, а да е креативно и уникатно и да не се купи во продавница. Нели денес во ова време во кое што живееме и се некаде се брзаме и не стигнуваме ништо, најлесно ни да отидеме во продавници да купиме нешто. Меѓутоа тие подароци не содржат никаква лична емоција, нешто што е персонализирано. И ето тоа беше нашата најголема мотивација и позадина на сето тоа што го изработуваме денеска. Да, ова баш остава печат и нешто што ќе трае и ќе остане и ќе не потсетува на тој датум кога се случило нели нештото кое што сакаме да на ваков начин да се официализира или пак да го ставиме во рамка да биде затворено, но и да ни го краси домот. Што себе, за какви се постери можете да направите, за што себе луѓето имаат потреба да направите еден персонализиран постер? Да, буквално секоја пригода која што луѓето ја имаат, секоја прилика, важни моменти може да се претворат во еден уникатен дизајн. Ние најчесто изработуваме, да кажеме, бебе постери, односно инфографици, каде што може да се стават сите податоци за бебето, тежина, раѓање, датум, хороскопски знак, буквално клиентот што ќе посака. За роденден изработуваме постери, крштевка, некоја прослава, пензионирање или пак 8 март кога ќе дојде за мама, за баба, за тета, за било кој член од семејството. Го обележуваме Valentine's Day со многу специфични датуми, со
зачувување на неважните моменти. Значи, секоја пригода може да се претвори во уникатен дизајн и секој еден важен момент од нашиот живот. Споминавте дека луѓето кои што сакаат да имаат еден ваков постер, дека можат да ве насочат нели како да го направите, но од каде ве се црпи инспирација за да ги креирате оние кои што ќе остават нели на вас вие да одлучите каков ќе биде постерот? Нашите купувачи се нашата најголема инспирација и секогаш кога ќе ни кажат за каква пригода им го треба тоа нешто, тоа ни станува наша креација и нешто што ние ќе го замислиме како ќе изгледа и од тука тргнува целиот тој креативен процес. Им даваме можност секогаш кога ќе го направиме дизајнот да им го препратиме за да можат да видат како изгледа и секој може да си направи промена која што ќе ја посака до најситен детал за да може да изгледа по негова желба и доста често добиваме пораки, премногу ни се допадна изработката, дека многу радост носи, дека е баш лично и персонализирано и тоа искрено ни е најголемата инспирација и доста често луѓето што ќе нарачат по втор пат, трет пат од кај нас тоа навистина ни прави задоволство и тука некаде се гледа колку тие биле среќни, колку тоа било лично и колку тие навистина се радуваат за таква изработка. Да, тоа сакав и да ве прашам следно, колку се подржуваат и веќе нас рачните изработки, работите кои што се персонализирани, уникатни, кои што ставаат печати се наменети буквално лично за некого и само за него. Нашиот бизнис е доста мал и ете постои од 2022 година. Интересот е доста голем и доста често расте. Ние постоиме од 2022 година, меѓутоа интересот се повеќе и повеќе се зголемува и некако луѓето стануваат се поотворени за такви персонализирани постери и да не купуваат нешто што масовно се произведува, туку што е нешто лично и нели уште еднаш ќе напоменам да не се купи во продавница. Така да се повеќе и повеќе расте. Да, еве го почетокот на новата година, така што имате постери за таа намена. Какви се форми, дизајни, димензии имате за постерите кои што можат да се нарачаат? Да, го очекуваме стартот 1 септември за малите првачиња и за нив успеавме да изработиме нешто, може секој да се нарача со името на првачето, значење на буквата. Меѓу другото, секој може да се избере различна димензија, нудиме различни димензии од најголема до најмала и некои средни димензии. Клиентите исто така можат да се изберат и бојана рамка. Тоа не е ограничено дали ќе биде бела, кафеава, црна или пак некоја друга боја по избор и тие да си го креираат сами дизајнот како би сакале да изгледа. Да, навистина многу уникатни работи кои што се направени нели од млади луѓе, а наменети за секого и буквално за секоја пригода. Јас ти благодарам на одвоеното време, Тамара. И благодарам и вас, уште еднаш си задоволство ни беше што имавме можност да ја раскажеме нашата приказна и на сите гледачи би препорачале секогаш да купуваат подарок кој што е полн со емоција, затоа што нели љубовта и радоста се секако најголемиот подарок. Ви благодарам уште еднаш.